Добар ден, почитувани гледачи. Денеска е 18 февруари 2017 година, а ова е емисијата Македонско издание, која што секоја втора сабота ве информира за поважните настани во комунава во Торонто и околината и секако ве забавува со разновидна македонска музика. Денешнава емисија е 393 поред, а јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа ваша програма. На самиот почеток сакам да ви се заблагодарам што одлучите и во ова саботно попладне во наредните 30 на минути да бидете заедно со нас. Емисијава ја започнуваме со материјалот снимен на Гоцевата вечер, која во организација на Обединети македонци се одржа на 4 февруари годинава во банкетната сала на црквата Свети Климент Охридски. Па да проследиме што забележа камерата на нашиот снимател Стефче Божаровски. Книгата Прекршен живот од Донка Пискачева Груевска, како што најавивме во една од претходните емисии, од неодамна е преведена и на англиски јазик. Македонското издание на ова автобиографско бележење на животот на едно дете бегалче за време на граѓанската војна во Грција, кога околу 28.000 деца беа протерани од нивните огништа,
пробуди голем интерес кај читателите во Македонија. Англиската верзија на оваа трогнателна приказна е наменета за сите оние наши поколенија кои, за жал, не го зборуваат македонскиот јазик, меѓутоа сакаат да ја знаат историјата на своите родители, без разлика каде живеат денеска. Во продолжение проследете дел од исказот на авторката Донка Пискачева-Груевска, која живее во Скопје, во врска со оваа книга. Тоа е многу да се зборува, но јас ќе ги скратам бомбардировките, криењето, трчањето на граница. Јас ќе се сконцентрирам сега, главното ќе го кажам како јас го напуштив мојот роден крај. А да продолжам за све што доживеав додека сме тамо, додека бевме тамо, до 47 година, во јули, жетворо што го викат, има доста работи, него јас сакам сега да го опишам самото напуштање на мојот роден крај. Тоа беше ден летен, значи јули месец негде, ова време точно, и кога почна силно бомбардирање на нашето село, кое беше стално затоа што ние сме испод кај Макчалан, и таа територија многу лесно, често партизаните ја ослободува. Цело село, тоа такво беше страшно бомбардирање, цело село трчаше кон југословенската во тоа време граница, барејќи спас, да си ги спаса своите животи, затоа што имало некое правило да тие што бомбардира не смеа да ја бомбардира, да некој дел, лимит имаше до колку може да се приближат на таа граница. И ние знаевме дека само тамо можеме да се спасиме. Народот како булоковци трчаше кон границата, а приодот кон таа граница се одеше од нашето село во два дела. Од Каландо и Валандово, што се викаше. Ние истрчавме и мајка ми вика, јас совче ќе носам во рацете, совче ќе носам, Антула, сестра ми, Антула ќе ја држам во рацете, а ти, Донче, држи се за мојот фустан. Бегајќи така, мене некако ми се отпушти на мајка ми фустанот, и ја уместо да бидам со мајка ми, јас го зедов оној другиот правец во другата, како да ви кажам, група, таа другата група што бегаше некај границата, и мајка ми, кога примети дека ме нема, ги стави под една карпа на планинката двете своји деца, се врати, се сети дека тоа се има случајно, ме најде, ми покара и рече зашто не се држеше цврсто. Ме однесе тамо, ги зедем моите двете сестри и тргнавме накај границата, цело село беше тамо, седевме тамо, тоа се бомбардира, и нема крај. Во еден момент дојде наредба една, кој сака да го напушти родниот крај, кој сака да оди на југословенска територија во тоа време, може да оди као спас, као трајно. Баба ми, која беше многу мудра жена, рече, нема враќање, ова не се трпи, ако сакаме да си ги спасиме животите, мораме да одиме, тоа ќе биде привремено, кога ќе престане војната, сигурно ние ќе се вратиме назад во своите кујки и имоти. Во тоа време се сеќавам еден чуден случај што мајка ми тргна и она да дојде. Тогаш командантот на партизаните ја спречи и рече, не, ти си мобилизирана, ти си потребна, ти мораш да останеш со нас затоа што не си потребна. Мајка ми се спротистави велики дека јас веќе моите деца од еден родител сираци, не е фер да бидат од двата родители. Што ако јас загина, мајка ми ќе немат ни мајка, но правилото беше правило. Ние со бабе ми отидовме во селото Сович, кај што имавме наши роднини, зашто тоа при поделбата беше еден реон, кој имавме роднини, мажене, женете во тие села кои припадна во Вардарска Македонија. И ние отидовме во Сович, а мајка ми остана со партизаните во селото. Од тамо многу луѓе од Кршоради, од Овчарани, од целата околија и Леринска Македонија, што решија да си ги спаса своите животи, се најдува
во тие села. Значи во Битола, во Живоњо, во Герман, во Бач и во Сович. Англискиот превод на оваа книга, насловена Broken Life, можете да го набавите доколку се јавите на 647-977-0233. А сега, почитувани гледачи, следува една музичка номера. Što raste moj grad, tamo je na svetu jedna ta grada ljubova. Meni se svi oči slabo svetuma, sino nebo polno zvezdi čuvare nad Bitola. Bitola,
И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарајте ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се кај мене на 647-977-0233. Јас ќе ви помогнам да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. А сега во продолжение проследете дел од документарниот филм Ден во Македонија. It is said that there is no mosque in the world quite like the Painted Mosque, or indeed anything similar to it. Nearly a third of the Macedonian population can satisfy their spiritual needs in the numerous Muslim religious buildings. The past, the present and the future are inextricably linked and interwoven in Macedonia. Apart from modern facilities, you should not be surprised to see an old blacksmith's shop, a loom from whose soft threads delicate handicrafts are created, or the millstone of a watermill. You can see all the colours of Macedonia in its diverse galleries. Today's offices, breathing the spirit of the modern age, are also decorated with the work of excellent traditional artists. The opulent imagination of woodcarvers, the exquisite patterns of Macedonian carpets, and the filigree working of gold and silver are all parts of the rich creative tradition of this people. In this wonderful and sometimes utterly surreal world, the table is laden with products proffered by Mother Earth. Large bunches of grapes appear to have imbibed the very sunshine scattered across the plentiful vineyards that look as if they have been tailored with scissors. The generosity of the god Bacchus is to blame for the many wine cellars. Macedonian apples, peeping out everywhere like the cheeks of smiling children, are also the color of wine. Macedonia offers ecologically healthy food, grown close to the springs of all-bearing Mother Nature. This food, say those who know, can have an aphrodisiac effect. You can smell the fragrance of tobacco across the fields of Macedonia. It is known here as yellow gold and provides subsistence for a large part of the Macedonian population. In the high mountains, you can see endless white flocks of sheep, herded by the breed of dog called the Sharplaninets. It is here that the high-quality sheep's cheese known as kashkava is produced. Macedonia is a small country with a great soul. It was admitted as the 181st member of the United Nations. It covers a modest area of 25,713 square kilometers and has some 2.1 million inhabitants. But the Macedonians do not consider this a disadvantage. Let us fly over this small country and enjoy its beautiful landscapes, its mountains and lakes, its valleys and rivers from a bird's eye view. Macedonia has more than 90 mountain peaks higher than 2,000 meters and nearly 100 hectares under forest. Its lowest altitude is 44 meters and its highest peak reaches 2,764 meters. The mountains are there to remind us that although Macedonia is sometimes seen as a distant corner of Europe, it lies close to the stars. The lakes are natural gems. They bathe the face of this land, while the forests are the blood vessels purifying its air. What nature has failed to accomplish has been achieved by the human hand. Dozens of reservoirs have been built, which sometimes look as though created by God himself.
we'd like to invite Ensemble Makedonka to perform Komitsko Oro, a traditional folk dance that represents the battles of the Komiti, the Macedonian freedom fighters, and their voivoda, their leader. Welcome, Ensemble Makedonka.
Ејте, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа 393-та емисија на македонско издание, која можете да ја следите и на интернет на www.macedonianedition.tv. До нашата наредна емисија, која ќе се емитува на 4 март годинава, ви благодарам за вашето внимание, пријатно и довидување.